Со исфрлањето на седаните од своето американско портфолио, Форд се концентрираше на теренските возила и пикапите за кои смета дека ќе му донесат повеќе пари. Не сакајќи да остави ниту еден нивни пазарен сегмент непокриен, после реинкарнацијата на Бронко дојде на ред лансирањето и на пикап кој ќе ја користи истата механика. Поточно на неговата спорт верзија која има самоносечка каросерија која во основа води потекло од Ford Focus. Но да не залажува тоа, Маверик е долг повеќе од 5 метри и ќе може да се добие и со погон на сите тркала. Во споредба со Ranger и F-150 има далеку попитом изглед кој ќе им делува симпатично на оние кои за прв пат купуваат пикап и ќе го користат во урбани средини. Затоа и неговата хибридна верзија која располага со 191 конска сила ќе доаѓа само со CVT менувач и предни погонски тркала. За останатите е наменет дволитарскиот турбобензинец со 250 коњи и 8 степена автоматика. Ностивоста му изнесува околу 700 килограми, а може да повлече приколка тешка до 1,8 тони, односно само половина од тоа во хибридната изведба. Неубедливоста на овие бројки се компензира со модерната внатрешност пополнета со трендовски технологии кои меѓу се друго обезбедуваат и бежично поврзување до 10 уреди. Ford Maverick, кој со цена од $20,000 на американскиот пазар ќе се појави есенва, ќе се произведува во Мексико заедно со Bronco Sport. Негово лансирање во други региони од светот не се споменува.